Здраво, деца! Продолжуваме со видеолекциите од материјалот од C++. Денеска ќе зборуваме за техника на вгнездување на искази. Не е ништо специфично, веќе се е кажано до она што досега го зборувавме за структурата за разгранување, особено после она што го кажавме за блокот од искази. Само да се подсетиме, еве го делот од учебникот во кој што го објаснувавме блокот од искази после наредбите if или else. Да се подсетиме уште еднаш. Секогаш се зависи од точноста на логичкиот израз или споредбениот израз кој што се наоѓа во заградата после наредбата if. Ако неговата вредност е единица, односно ако тој е точен, тогаш се извршуваат сите наредби од блокот кој што се наоѓа после наредбата if, а се прескокнуваат сите наредби од блокот кој што се наоѓа после наредбата else. Значи да подсетам, во тој блок може да има повеќе наредби, различни видови на наредби. Или вториот случај, кога вредноста, се извинувам, на тој логички израз е 0, односно кога тој не е точен, тогаш се прескокнуваат сите наредби од блокот кој што се наоѓа веднаш после if, а се извршуваат сите наредби од блокот кој што се наоѓа веднаш после else. Денеска, она што ќе го зборуваме, не е ништо друго, туку само еден специфичен случај кога во тие наредби кои што се извршуваат во рамките на блокот има друга if наредба. Значи друга наредба за разгранување. Дополнително разгранување кое што може да се разгледува доколку првичниот исказ е точен или не е точен. Во учебникот има еден пример, јас на него ќе покажам прво, ќе објаснам, а потоа ќе решиме наши конкретни примери. Еве го примерот во кој што има еден пример во кој што се проверува точноста на внесените корисничко име или лозинка. Значи точноста на некои си податоци за логирање во некој систем. На почетокот системот го бара да се внесе, значи системот бара да се внесе корисничко име. Тоа е тука. Потоа се проверува точноста на тоа корисничко име. Да се подсетиме, овде се користат променливиот тип од string. Променливите од типот string беа тие во кои што можеше да се внесе цел збор, па дури цела реченица. Значи со наредбата sigin се внесува корисничкото име, што може да биде само еден збор, и во случајов проверува дали е вредноста на корисничкото име Дарко. Значи доколку е точно ова, значи при првата проверка на корисничкото име, доколку е тоа Дарко кога корисникот го внесува, дури тогаш корисникот ќе добие порака да ја внесе лозинката. Па од кога ќе ја внесе лозинката, се проверува незината точност, каде што би требало да биде C++, овде со големо C. И сега, доколку е тој внатрешен израз, значи доколку е тој споредбен израз точен, односно доколку неговата вредност е единица, тогаш ќе се извршат сите овие три наредби од блокот кој што е после if, а ќе се прескокнат овие две наредби се извинувам од блокот после else. Што значи ќе напише дека се точни корисничкото име лозинка, добре дојдовте и ќе заврши програмата. Доколку пак при првата проверка корисничкото име кој што корисникот го внесол не е Дарко, значи доколку тоа не е точно, тогаш сите овие наредби во овој блок, значи овој блок почнува од овде до овде, сите овие наредби се прескокнуваат. Ништо од ова нема да се изврши. Туку ќе се извршат овие две наредби после else и ќе напише дека е погрешно корисничкото име и пристапот не е дозволен. Значи воопшто системот нема ни да праша за лозинката доколку корисничкото име е погрешно. И уште еден случај да видиме, значи кога корисничкото име кој што корисникот го внесол, извинувам само малку, е точно, ако е точно корисничкото име, значи тогаш се уште еднаш. Значи корисничкото име кој е точно,
Тоа значи сега се влегува во блокот и продолжува со извршување на наредбите, па се прашува лозинката дали е точна, па се проверува дали е лозинката точна. Ако таа не е точна, тогаш целиот овој блок од 3 наредби после if се прескокнува, а се извршуваат овие две наредби. После натрешното else, а се прескокнуваат овие две наредби од надворешното else. Значи ќе се напише дека е лозинката погрешна и пристапот не е дозволен. Тоа е целата суштина, значи може да имаме ние неограничен број на вгнездени if наредби. Самото нивно проверување е во знак прашалник во зависност од тоа дали она if наредба од нивото погоре, незиниот логички израз бил точен или не. Ќе видиме неколку примери сега и ќе ги решиме тука директно овде. Овие прво две прашања што се наоѓаат во учебникот на страна која е 154. Прашање број 1, која вредност ќе ја добие променливата по извршување на следните наредби. Имате некоја променлива А со вредност 1,56, значи тоа е децимална променлива. И сега прашањето е доколку е А помало од 1, ќе се изврши наредбата после if таа е една, а ќе се прескокне целиот блок од наредби после else, тоа се тие две наредби. Кај нас тоа не е точно, што значи А е поголемо од 1 гледаме. Тоа значи дека ова ќе биде прескокнато, а овие две наредби ќе бидат извршени. Во тие две наредби што вика дека прво А ќе се зголеми за 4, што значи ќе биде 5.56, а потоа ќе на минус А ќе му се додаде 7, така да резултатот би требало да биде 1,44. Во вториот пример. Тука имаме баш вгнездување, во претходниот немавме, што ќе се прикаже по извршување на следните искази. Променлива број која што е целобројна има вредност минус 6 и променлива буква која што е знаковна има вредност буквата К големо. При првата проверка, значи надворешниот if блок проверува дали е бројот помал од 0, што е точно, кај на затоа што бројот е минус 6, што значи дека ќе се влезе внатре во блокот од if и сега имаме втора проверка дали е буквата помала од S. Да ве подсетам кај знаковните променливи, кога тие се споредуваат, се споредуваше нивниот ANSI код или, поедноставно кажано, помали се буквите кои што се поправи во англиската абецеда. Затоа што буквата K е пред буквата S во абецедата, што значи тоа значи дека овој исказ ќе биде точен и дека како решение на задачата ќе се напише единица. Се останато ќе се прескокне. Значи ова нема да се изврши, нити пак ова ќе се изврши. Значи само една од овие три see-out наредби ќе бидат извршени во зависност од вредноста или на бројот или на буквата. Еве да земеме некој друг пример. Например, наместо буквата да беше, наместо К, да беше буквата дуплове. Тогаш, овој првиот исказ ќе беше повторно точен, значи бројот е помал од 0. Меѓутоа вториот исказ нема да биде точен. Тоа е овој, ќе биде 0, што значи дека ова ќе биде прескокнато, а ова ќе биде извршено и ова ќе биде прескокнато. Така да резултатот на целата задача ќе беше 2. И трет случај, во истава задача, доколку бројот беше позитивен, значи наместо минус 6 да беше 6. Тогаш при првата проверка овој исказ немаше да биде точен, што значи целиот блок внатре, без разлика што има, се прескокнува и ќе беше извршена оваа наредба после else и резултатот на задачата ќе беше 3. Се надевам дека ова го разбираме. Ајде да пробаме со еден од примерите од задачите, да решиме една од задачите. Првата задача вика да се напише програма која за даден број проверува дали е позитивен или негативен, а доколку е позитивен, проверува дали е парен или непарен. Треба да се прикаже соодветна порака, имаме неколку примери за различни ситуации. Значи имаме прво проверка за позитивност, а само кога е позитивен, пробуваме дали е парен или непарен. Ајде тоа да го направиме. Еве во CodeBlocksMan ми е веќе проектот креиран. Значи имаме само еден број, треба да декларираме. Се разбира дека бројот треба да се внесе од тастатура.
еве нека биде значи цел број. Се едно е, може да биде и децимален. Не може да биде децимален, извинувам, заради парноста. Бројот ќе го внесиме, ќе се смести во променливата А и сега прво треба да провериме дали е бројот позитивен или негативен. Нормално проверуваме дали е бројот позитивен доколку е поголем од 0. И сега отвораме блок од наредби во кој што треба да провериме дали е бројот парен. Значи доколку е позитивен, тогаш проверуваме дали е парен. Внатре имаме уште една if наредба во која што ќе провериме дали бројот е парен. Да ве потсетам, тоа се правеше со проверка дали кога бројот модуларно се дели со 2 има или нема остаток. Ако нема остаток, тогаш како што беше во примерот, значи позитивен и парен. Инаку, малку да го повлечиме заради попрегледност. Ова нормално дека ќе го ископирам. Бројот е позитивен и непарен во овој случај. Надвор од блокот, значи сега сме се уште во првата if структура, тука имаме едно else во кое што само ќе напишеме дека бројот е негативен. Така мислам дека беше во задачата. Тогаш не ни интересира, да, бројот е негативен, не ни интересира дали е парен или непарен во таков случај. Уште еднаш ова ќе го ископираме. Мислам дека е тоа. Значи уште еднаш. Доколку бројот кој што го внесиме. Еве да провериме, ќе кажуваме на конкретен пример. Еве кога внесам прво бројот 8. 8 е позитивен и е парен број. Што ќе се случи? Прво ќе се провери дали е првата проверка дали е бројот поголем од 0, тоа е точно. Па ќе се провери втората проверка дали бројот има остаток од делењето со 2, нема, што значи ќе се изврши само овој ред после второто if, што пишува бројот 8 е позитивен и парен, а се останато ќе биде прескокнато. Еве го тоа со доказ. Уште еднаш. Да видиме сите три случаи. Например, да го внесеме бројот 9. Бројот 9 е позитивен, значи е поголем од 0, тогаш ќе се влезе внатре за проверка на внатрешната и структура, меѓутоа при внатрешната проверка нема да биде точен овој исказ, затоа што остатокот ќе биде единица и ќе се напише дека бројот е позитивен и непарен. И третиот случај, од сите три можни случаи, кога внесуваме негативен број, значи ако внесеме број -5, тогаш при првата проверка, тоа е оваа проверка, воопшто ова нема да биде точно, што значи целиот блок се прескокнува и се извршува наредбата после ова else, кај што ќе пишува дека бројот -5 е негативен. Тоа би било тоа за ова, се надевам дека ова е јасно. Со ова фактички ние ја завршуваме оваа тема, овој втор дел од C++ материјалот. Наредната видео лекција ќе биде подготовка за тест, се извинувам. Значи ќе решаваме, односно јас ќе решам задачи од сите типови на задачи и прашања кои што ќе ги има на електронскиот тест. Електронските тестови веќе ви се познати како се одвиваат. Планирајте дека тестот ќе го направиме во понеделник, наредната недела или во вторник. Се уште не сум сигурен, меѓутоа накнадно ќе ве известам, ќе поставам соопштение на Digital School. За сега толку, останете дома, бидете здрави и поздрав.